човечко битие има огромен потенцијал, неизмерна енергија и неограничена моќ. Меѓутоа, тоа битие често се чувствува како да е во затвор. Во суштина, овој затвор се состои од сите стравови кои сте си ги наметнале самите себе си, како и од лажните верувања за себе си, што сте ги стекнале во животот. Поради тоа, каде и да одите, вие го носите овој затвор со себе. И токму затоа страдате, бидејќи длабоко во себе се плашите од лажната слика која сте си ја создале за вас самите. Овој лажен имидж што сте го изградиле за себе си ве ограничува, но истовремено ве оддалечува како од себе си, така и од другите луѓе, бидејќи се плашите подлабоко да се поврзете со своето вистинско јас и со луѓето околу вас. Како резултат на тоа, вие не можете целосно да го изразите својот потенцијал, да почувствувате вистинска љубов или да развиете блиски пријателства со другите луѓе. Важно е да разберете дека повеќето од овие самоограничувачки верувања што ги имате за себе си се формирале во првите 7 години од вашиот живот. Имено, преку интеракцијата со луѓето кои ве воспитувале во раните години од животот, вие сте стекнале одредено мислење за вас и за вашите способности. Секое дете, вообичаено, целосно им верува на своите родители, роднини, учители, како и на други личности со кои изградило подлабока емоционална врска во првите години од животот. Поради тоа, луѓето обично воопшто не ги доведуваат во прашање верувањата кои ги стекнале за себе си уште во детството. И затоа, многумина продолжуваат да го живеат животот, без да ги преиспитаат сите тие верувања и ставови што ги имаат за себе си, а кои се всушност само резултат на нечии други мислења. Запомнете дека сите тие верувања, кои лежат длабоко во вашата подсвест, се призмата низ која го гледате и го доживувате светот. Овие верувања го одредуваат начинот на кој се гледате себе си, другите луѓе, како и животот воопшто. Следствено, тие верувања ги одредуваат сите ваши животни искуства. Врз основа на овие верувања, всушност, вие сте го креирале вашето гледиште за себе си и сте го изградиле вашиот став кон светот. Често пати овие верувања се јавуваат како внатрешни гласови кои ви критикуваат или ве потценуваат и на тој начин значително влијаат на тоа како го живеете вашиот живот. Ова, за возврат, може да го ограничи вашиот потенцијал и значително да ја наруши вашата среќа и успех во животот. Важно е да разберете дека кога се обидувате да живеете според верувањата на другите, многу често ќе дојдете во конфликт со самите себе си. Доколку постојано се борите со вашето вистинско јас, ќе ја трошите вашата животна енергија и ќе се чувствувате исцрпено кон крајот на денот. Запомнете дека повеќето од вашите ограничувачки верувања се само нечии концепти или туѓи мислења кои можат да опстанат само во темнина. Што излезат на виделина, тие исчезнуваат, бидејќи се наметнати. Не се вистински. Не се резултат на вашите собствени животни искуства.
ако суштински го разберете ова, ќе успеете да ги напуштите вашите ограничувачки верувања, бидејќи тие се причина за вашиот негативен имидж, што сте го присвоиле за себе си, како и за сите ваши стравови. Откако ќе се ослободите од лажните верувања за себе си, ќе можете да го погледнете животот со своји очи и од свој агол. Наместо да се потпирате на знаењето стекнато од другите луѓе, за да ја пронајдете смислата на животот, ќе почнете да се верувате себе си и на вашето сопствено гледиште кон животот. Единствено тогаш ќе успеете да ја согледате вистината за себе, како и причината за сопственото постоење.